во рубриката Да си кажеме. Ова утро ќе зборуваме за филмската уметност и ќе имам чест да поздравам двајца филмски уметници, режисерот Кристијан Ристевски. Добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. И еден од нашите најдобри актери Сашко Коцев. Благодарам за комплиментот, добро утро. Добро утро, добре дојдовте. Како сте ова утро? Одлично, ова утринска програма. Како се зборивме се, ова не е утринска за нас, ова е ноќна програма, а утринска е 11:30. Така, Тоа не са бајле, ова е веќе е ноќ. Насред полноќ ве викам вака рано. Повод за ова гостување, почитувани гледачи, е Снежана на крајот умира, нов македонски филм чија премиера за кино во киносалите во Македонија е од вечер. Пред премиерата помина со одлични реакции, повеќе ќе ни кажат режисерот и еден од главните улоги Сашко Коцев таму. Ако дозволите на почеток, мојот впечаток би го соопштил. Страшно го почувствува филмот, односно реалноста во која живееме, навистина погледната низ таа призма, низ очите на таа една мува која раскажува, е навистина загрижувачка. Па да, многу од реакциите се такви, дури онака викаат, па колку лесна оваа драма, уствари, кога отидов дома, уствари вика што све преживеав. Така и беше снимен филмот, таква беше и сценаријата, такви беа насоките од режисерот, како по-документарно, по-лесно, седат тројца умало пред една видеотека и ништо не тоа сме ние. Ништо не менуваме кај себе. И секојаш викаме за другите дека ништо не менуваат кај себе. Комедија на апсурдот, или како што една колешка споделила, па и Сашко Коцев го споделил на социјалните мрежи, ментол бомбона, измешани вкусови, горчливо блага, повеќе горчлив впечаток, барем кај мене преовладуваше, бидејќи ќе искористам една реплика од филмот, вели еден од актерите таму: го сакам Скопје како некогаш, кога Панчев даваше голови, беше златна копачка и кога наставниците по физичко не дилаа дрога. Сега нема луѓе, филозофот малски, нели, Сашко Коцев држи видеотека или не, мојот лик е во маркетинг агенција, адвертајзинг агенција, тој е као креативен директор, креативец кој се соочува со тоа, со борбата во себе, со етиката во себе. Што треба да ги убеди луѓето да купат? Како да се лажат повеќе меѓу себе? Како да ги излажеме повеќе во себе? Што е нели дел од маркетингот? Не сака да излезе од таму, не сака тоа да го прави, да носи етиката во себе. Инаку неговиот другар држи видеотека, видеоклуб, кој што исто така денеска се веќе не постои видеоклуб, така. Мислам, може постои во помалиме места, ама мислам дека тоа Јас тргнав со најавата, кажав мој впечаток на брзина се во еден здив, меѓутоа заборив да ви честитам. Во секој случај сте направиле одлично дело. И не сме да се пропушти. Топла препорака до сите кои се двоумат или немаат што од вечер натаму во наредните денови, во овие студени есенски денови можат да го погледнат филмот и нема да зажалат ниту за парите, ниту за потрошеното време. Кристијан, да ги поканеме. Тоа сакавме да направиме. Мислам, мене ова што кажавте баш ми прави кејф. И повеќе луѓе ми кажа дека радо би платиле карта за филмот. И конечно да имаме во Македонија и еден филм што малку мислел и на публиката. Не само на тоа што сака. Не само на фестивалите. Не само на фестивалите, да. Ќе се обидам уште еден цитат од филмот да издвојам, а Сашко Коцев ќе ме поправи бидејќи учествува во таа реплика заедно со малскиот филозоф кој го спомна пред малку. Тој вели: го чувствувате ли крајот? И некој го прашува од вас. Да, вика каков крај? Каков крај? Па вика, као да ги гледате ли, вика, нели ја чувствувате оваа ненормална нормалност? Ненормална нормалност. Нема луѓе, како беше? Како нема веќе луѓе, вика. Останавме ние последните, како беше Кристијан? Јас се зборам. Последните нормални меѓу овие мутанти. Меѓу овие мутанти. Оствари е апсурд што сите за себе мислат дека се луѓе, дека другите се мутанти. Ретко се гледа на себе во огледало. Сите викаат јас сум човек, кој од другиот е мутант. Ама нема веза, тоа така филозофски звучи. Но сепак ликовите на крај доживуваат една промена, се дрзнуваат да направат некаква промена во животот, дали спрема себе, дали спрема општеството. Во секој случај, ова е забавен филм,
кој што треба да се кој што треба да се озбилно почна. Да, многу почнаме филозофски и кажа да па не ти плаќам ја 300 денари за ова. Не, сепак ова е еден филм со кој што ќе се забавувате, но најбитно од се ќе се замислите. Сами кон себе или сами кон другите. Така да за тоа го малку да го на браќа Манаки рековте филм за добрината. Направи филм за добрината. Иако, ако треба да одредиме тема или жанр, би била црна комедија, нели? Комедија на абсурдот, како да е. Генерално се сваќаме уствари полека што сме направиле и ти секојаш кога правиш филм имаш некоја идеја, ама на крајот тоа дело сам си зема некој свој пат. Нешто као дете кога ќе напуни 18 години си трга по некој свој пат и ти веќе немаш влијание. Така и со уметничките дела кога ги правиш. Едноставно во еден момент они си добиваат некаква своја логика и си тргаат по некој пат и после тоа ти им служиш на нив ако си интелигентен и паметен, ако знаеш што правиш и ти им помагаш по тој пат да си одат. И баш вчера нешто зборувавме и сега ми се чини после премиериве што ги имавме светска, европска, македонска, скопска и така дека сме направиле филм, поготово сега после овие локалните премиери, дека некако филмов можда треба на помладиве да им покаже дека овој град и оваа држава беа живи и дека е тоа можно, дека не мора да се вака мртви како што се во моментов и дека има луѓе уште што се живи и релативно млади во градов и во држава што памтат како изгледа тоа и биле дел од тоа да бидеш да живееш во жив град и во жива држава и дека е можно, дека не мора се да биде вака како што е денес, дека има надеж, дека само малце треба да запнеме и дека може пак да се врати да биде убаво. Како да се заштитиме од моралната катастрофа? По мене Снежана е тоа, дека надежта на крајот умира. Дека надежта не умира Снежана, туку надежта. Да кажеме дека Снежана е надежта. Снежана е надежта. Да, поентата на филмот е како да се заштитиме од моралната катастрофа околу нас, но еве Сашко упатува на уште еден абсурд. Сите за себе мислиме дека сме нормални и дека ние не треба се менуваме дека тие околу нас се чудни и дека што им стана на луѓе, каде оди светов, нели? Ете, реално светов не оди во добар правец, мислам, нели сега и пред да влеземе за што зборевме, за нуклеарки, за сулудо. За Трета светска војна зборевме. Пред да влеземе во студио, наместо да разговараме за филмот. Пред 3 години некој да ми кажеше дека ќе станам у 8 сабајле и ќе зборам за нуклеарка дали ќе експлодира или не, сум немаше да му верувам. Некој да ми кажеше. Не иде на добро место светот и нема многу здрав разум и логика во се ова што се случува и стварно луѓето, мислам, има многу луѓе што се нормални, ама што функционираат само во чаурите на сопствените семејства и сопствената нормалност. Да, и на сопствените некакви пријателски кругови и толку име. Можеби има право малскиот филозоф кога вели гледате крајот. Да, нели го гледате како да е крај. Како да е крај, уште не е. Бескрајно. Да, не дај Боже да е управо. Колку време, кои години го снимавте филмот? Како беше на снимањето некоја случка да издвоите? Беше тешко? Ми рековте Сашко Коцев е многу дисциплиниран, еден од најдисциплинираните актери и со него немавме проблем. Имаше ли со другата екипа? Гледам, одлични актери сте ангажирале таму и сите се од младата генерација. Со актерите беше песно. Не само што немаше никаков проблем, него беше задоволство работата и дури до овој момент не можам да верувам како се деси тоа, пошто обично секогаш би требало да има проблеми со актерите, ама не знам, се собра некако. Вообичаено проблеми со финансиите и со пандемијата овој пат ви измести секако од колосек, Па претпоставам. не многу, ние го снимивме филмот пред ковидот. Баш пред пандемијата, октомври. Да. На 19 октомври, септември и октомври се снимаше филмот.
Баш тоа памтам на пикантерија. Значи, на филм обично или мрзнеш на снимање, или вриеш од топло на снимање. И филмов го почнавме во едно летно гардеробиче, едни маичини, едни бермудички и беше доцно лето веќе, при крај летото, така и ние викаме, прв пат да седам нормално на сет. Утре дента, фати една рана есен, ама многу ладна. До крај на снимање измрзам бе како кучиње. Така да од сега веќе не се зарекнувам, фала Богу, викам на филм, дека нема да мрзнам. Така една пикантерија, една жута штампа маца да ја пуштам од Сабајле. Така. Инаку одлично на снимање, одлична соработка со сите. Буквално заборававме дека камерата е тука зашто се правеа дублови за сите тие сцени, нашите, за нашата приказна зборувам, да изгледа што поддокументарно, вистински, како да гледаш тројца другари во мало седнати и филозофираат. Така, филмот реков млади актери, меѓутоа и поискусните и повозрастните актери сте ги ангажирали, добар микс сте направиле. Се појавува и Давид Јанакиев, на кој му е прв филм и навистина носи печат на филмот, свој белег. Да, Давид, јас не сум го знаел до тогаш, на кастинг беше откриен, така? И ја не го знаев до тогаш. Он еден член од екипата го предложи да волонтира во продукција. Нешто и случајно во муабетот се спомна дека е актер и викам, дај да видам кој е човеков, кај што студира во Америка, студирал во најдоброто школа Ли Страсберг, кај што сите, не знам, од Джеймс Дин, Мерлин Моро, Марлон Брандо до не знам се пола од современиве звезди имаат. Да, Ли Страсберг не е само професор, туку начин на игра кој што се користи, кој што е системот на игра. Но тоа е малце за друга тема и за поширока тема, нема да не разберам. Имавте повеќе рецензии во странските медиуми кои главно беа позитивни и светска премиера онлайн за жал поради пандемијата, меѓутоа какви се реакциите генерално, глобално кога зборувам, како помина освен овие позитивни критики неколку што и јас успеав да ги видам? Па супер беа реакциите, така како што посакувавме. Стварно имавме одлични критики, ама ќе видиме. Најважно е секогаш домашната публика, што викаат фудбалери, кажат лесно е у гости да тепаш, ама вика дома пред твоите кога ќе фати, тука треба газ да имаш. Ние имавме премиера пред, сега извини Кристијан, пред наша публика. Апропо, пред наша публика, значи филмаджи, соработници, екипата, колеги, екипа, тоа беше премиерата на 3. И пред таа публика некогаш е и полесно, но денеска 6, денеска е таа публика која што ќе каже каков филм сме снимиле. Баш тоа што вика, најтешко е дома да се игра. И денеска 6 ќе ги видиме најверојатно најточните реакции, ако јас очекувам тоа да биде одлично. Филмот, вака на кратко еден спойлер, си жена приказната, тоа се 3 приказни кои што, како и во животот, има многу приказни во Скопје, во светот, но секако дека тие негде ќе се допрат, негде ќе се разминат, негде ќе бидат испреплетени, а нема да сменат една другата приказна, нема да ја смени, да ја го смени правецот. Така некако, таа е светска драматургија позната, сме виделе неколку такви филмови, од секој што ми били интересни на прво читање сте тоа реков ова ќе биде добар филм. Така, Муа, погледнато низ незините очи, едно прасе се појавува, има една загадка која останува неоткриена до самиот крај на филмот, така што навистина голема провокација е да се погледне. Што се однесува до Slam Dance, барем така прочитав, почетно скалило кон славата на некој од најпознатите режисери на денешницата и ете Кристијан Ристовски со со третиот филм, прв селектиран на тој фестивал. Дали следниот филм очекувате, можеби, или од овој ќе конкурираме за Оскар? Не, мислам ќе земеме Оскар, немаш промашен. Ја да ти кажам и да ми даваат, ја не идам. Зашто? Со налепница ви избегала за малку. Налепница за Волк. Во последната селекција. Со овој мислам дека и завршен. Можда и сме добиле, само не кажуваме пред време, нели? Тешка е таа работа со Оскарите, секогаш колку положуваме надежи Оскари. Не е битно, тоа е нели врвот на во филмскиот свет. Но има исто така многу други познати признати фестивали каде што наши филмови одат, добиваат награди и имаат многу успех.
Ние не може да се бориме со Холивуд, со тие средства, со тие пари, но само со идеја може да се бориме. Тоа покажа. Сам имаме супер кинематографија, по последниве години стварно има секој втор филм е успешен меѓународно и така да во принцип се смешен би бил муабетов овој да го правевме пред 10 години и да спомневте Оскари, ќе беше као шо му е на човеков. Да. Нека што се занесува. Сашко и сега ми се смее. Да, ама и Медена земја беше номиниран, така да... Но така трнав, дека можеме само со идеја да се бориме. Да, така да, мислам, мене лично целиот тој концепт на такмичење во уметноста ми е малце туѓ. Не го гледам тоа као надпревар, затоа што уметноста е како планетава, на незе треба, има и зајци, и моркови, и врби, и не знам, и луѓе, и мравки, за сите има место, затоа што луѓето имаат различни интереси, различни погледи на свет и секој филм си има публика што може да си ја најде. Само треба веројатно добро да се искомуницира и конкретниот филм да стигне до конкретната публика што е наменета за него, што убаво ќе го восприеми и мислам дека се надевам дека ние ќе си ја најдеме таа таква публика. Сашко, минатата година ова време зборувавме за Налепница, зборувавме за филмот што го снимавте во Словенија и вети дека на следното доаѓање во утринската програма на Телма ќе сготвиме оброк на денот. Ручек ќе правиме, не утрински појадок, туку ручек, бидејќи те каниме на пладневна емисија. Пладневна, да, тоа се договарате. Да сготвиме нешто и некој филмот во Словенија е тука веќе при крај, некаде крај на јануари следната година треба да има премиера. Друго што очекуваме некои премиери, на Ѓорче Ставревски треба премиера да има, треба на Вардан Тозија да има премиера филмот. Така да во очекување сме на неколку премиери. Ова значи дека си многу ангажиран, покрај представите во матичната куќа Македонскиот народен театар? Па не да кажам нешто ново, нешто преотоварен, така регуларно. На јавниот сервис нова серија Куќен притвор и таму адвокат кој не ја слуша жената, односно како? Така некако? Не, адвокат кој што некако не е баш вичен и спремен во таа адвокатура, но намерно е одбран да не биде спремен. Тоа е каде на критика на нашиот судски и правен систем во Македонија. Така е воспоставено сценариот. За стендап комедии нема време веројатно. Па не, нешто така, некоја пауза најверојатно правам, што не значи дека сум застанал. Во главном тоа се кратки стендапи на корпоративни настани, кои што јас ги пишувам, инаку вака самостоен целовечерен стендап па има на 4 години. Паузата трае 4 години. Паузата трае 4 години, да. Ама време е, после нова година мора да се. Може би ете сцената со костим за капење и гума. Да, од филмот. Да, од филмот. Како корпорација. Што друго ве засмејува, ако може нешто да биде смешно во нашава тажна приказна? Па не, значи мене се ме засмејува, јас вести кој ќе пуштам, тоа е смешно. Јас мислам дека ние живееме во Монти Пајтонс. Мислам дека ова све е виц, дека не е возможно дека некоја партија се нарекува себе, дека е партија на Зелени или партија нова или дека некој дискутира. Тоа све е смешно. Тоа све е смешно, зашто ако тргнеме да го гледаме како трагично, ние ќе се упропастиме себе, ќе влеземе во автодеструкција. Вака јас ќе гледам од смешната страна работите. Зашто јас не знам во друга земја дали има ваква со вакви општествени случувања и апсурди. Тој што ти кажува дека тоа не треба да биде така, он тој 15 пати го има направено тоа. И јас се чудам, викам, како ти можеш да го кажуваш ова, човече? И му рекоплескаат луѓе на браво, ние те сакаме, ти си Господ наш. Како викам, како тоа се убедувате себе дека некој ти си Господ наш? Како кој си ти, викам, погледни го човекот. Нема никакви морални вредности, нема никаков образ. Мене ме прашале кога ќе се вклучиш во политика. Викам, политиката ќе престане да биде ова што е, кој ќе стане вистинска, кој јас ќе добиам вистинска потреба да помогнам на некого, а не да дојдам таму заради своји материјални блага. И така да, ова е све смешно. Така да мене тоа ме засмеува многу. Така да, но еве пак ќе се навратам на филмот и на реалноста што тој ја донесува, дека дрогата е достапна на секој агол, дека не само наставниците по физичко, туку и мајките во количка дилаат дрога, дека
Навистина живееме во опасно време. Па да, опасно време, зашто тој што ти вика дека дрогата е забранета и не треба да се конзумира и дека е штетна и дека тоа е криминал, тој ја произведува дрогата, тој ја продава дрогата. Тоа е смешно исто и тоа е Монти Пајтонс виц. Така. А овде намерно, тоа е символика во филмот, дека дрогата е ставена во количката во бебешка количка. Да, еве сега Само да не откриваме премногу спойлери сега. Да, доста со Само спойлери. ти се ги и пуштам. министерката порача дека треба да се фокусирате на создавање на комедија да го насмееме народот во овие тешки времиња. Па да. Тоа е лекот, Порачаше значи, ни. Еве ние испорачавме. Да, јас Најпослушно, иако е филмот сниман пред министерката, ама најпослушно еве испорачавме Истијаме пред времето. комедија, да. За да се насмее народот. Ја мислам дека и ги читавме мислите на министерката, иако кога го правевме филмот не знаевме која е таа жена, ама еве имало тука некоја сериозна хемија Така и треба да биде. меѓу нас, да. Но факт е дека низ тешките времиња полесно ќе поминеме ако ги гледаме работите од смешната страна на нештата. Не достигаат ли во Македонија повеќе стендап комедии или бубамара дози во поредовни дози не еднаш годишно, например? Така што веќе рече Кристијан, значи се си има своја публика. Може за тоа има побројна публика, за ово помалку бројна публика. Секако дека катарзисот на еден човек се постигнува или преку плачење или преку многу смеење. Дај Боже да го постигнуваме преку повеќе смеење, а не преку плачење. Тоа прочестување и така да секојаш ќе има потреба и од ова и од ова. Јас нормално дека дозирам тоа, не го правам толку често, нели кој веќе спомнавме стендап. Но така мене некако кога ми дојде буица една и јас тоа го правам во еден налет од некои 3 месеци на турнеја и после пауза 4 години. Да. Добро, кога спомна катарза низ плачење и низ смеење, со оглед на тоа што си општо познат лик, звезда во овие наши мали простори и еден и неповторлив, кога Сашко Коцев последен пат плачал? Чекај да видиме кога беше тоа. Не знам, сега беше нешто тазе. Да, не значи дека ме плачам, напротив. Јас сум многу емотивен човек и Што те растажи последниот пат? па не би можел да го раскажам, но секако дека тоа се случи, сега брзо беше. Не би сакал да го раскажувам, но секако дека е составен дел на животот на секој човек, и плачењето и смеењето. Кога се насмеа последен пат од срце? Така, со солзи, катарза повторно низ смеење? Не би текнал во моментот кога... Значи, повеќе се плаче, повеќе полесно ни текнува на плачењето отколку на смеењето. Па, и тоа е тоа, мислам дека не знам што се смеевме со некое друштво, бевме собрани, раскажувавме домашни случаи. 3 пара раскажуваат што му се случува дома, парот сега беше тазе, мислам дека тоа беше последното нешто што најмногу се смеевме, тоа го памтам. За брачните односи. Кога ги спомнав брачните односи, честитки 10 годишница од брак. Благодарам. Неодамна медиумите соопштија дека Сашко Коцев 10 години. Да. И како ќе фрлиш една ретроспектива на тие 10 години? Па некако кога видов дека цифрата е 10, се запрепастив, дури нека страв да те фати, а кога ќе премотам што се случило во тие 10 години, сваќам дека тоа сепак и не е така брзо. Викам, као вчера да беше 10 години, а уствари не е баш тоа така. Се случило ова, се случиле проекти, се случиле патувања, се случило дете, многу работи Генерално, се случиле. бракот мазно оди? Да, секако. Ако ја прашаме партнерката, исто ќе каже? Па што ќе каже на телевизија? Не можеш да го трпам, ќе го убијам на спиње, ќе го отрам. Нормално ќе каже на телевизија од куртоазија, да, супер, многу гладко се. А реално, исто така вклучен Реално, во домот и во домашните обврски. Да, секако, како и секој совесен нормален маш од интелектуалното милје. Добро, во МНТ спомнавме, не се клади на енглези, некоја друга представа, дали се подготвува премиера нешто во Од театар? представи во кои играм во моментот, затоа што поголемите представи кои што беа пред пандемијата се тргнате од репертоар заради препораки, како се викаше тоа, мерки за заштита, да не сме повеќе од 4-5 души на сцена, па се играа по малите представи. И сега прва представа која што се врати со повеќе актери на сцена е Животот на Молиер на Александар Поповски, која што овој месец е закажана. Остана таа представа со тројца која што играме Не се клади на енглези. Останатите представи, еве во исчекување сме лека по лека да ги обновуваме и да го наполниме репертоарот
на МН-та, секако дека во МН-та има други представи, но сакам да кажам две представи кои што ми останаа во моментот кој што ми се репертоар се тие. Така да и таму е поканувам публиката. Да, и минатата година констатиравме за среќа на домашните актери имаат пазар во регионот, снимаат многу серии во Србија, во Хрватска, во Бугарија. Меѓутоа, ете, прашањето до вас би бил кога Македонија би се создали услови да почнеме посилно да снимаме серии, филмови, домашна продукција. Имаме ли сила? Ќе дојде ли тој Сила има, нема пари. Сила има, нормално дека има идеи, има многу, нема пари. Ние сме мал пазар, ние патиме од синдром на мало место, на мал пазар. Добре, малце патиме и од македонски синдром. Као куриозитет, откако почна успехот на македонскиот филм, буџетот за филм е намален 4 пати. Така да помага државата да продолжи тој успех, нели? Со намалување на буџетите. Со намалување на буџет. За се друго се зголемени буџетите, значи во културата сите неуспешни области во културата кај што никој не излегол надвор од граница, буџетите се зголемени, а таму кај што сме најуспешни во филмот, таму буџетите одат надолу. Така и треба, зашто они тестираат да се види дали може и без пари да сме работите. жилави, Прво, второ, дали вие работите за пари, као па нели уметноста не познава граница. Зашто па ви се пари потребни, не? Инаку да се вратиме на муабетот. Не зборуваме за пари за плата, зборуваме средства затоа што скапо е многу. Ние сме сведоци на, да кажеме, Србија снима многу серии, ама тој еден ден ќе пукне, тоа е друга политика е таму. Тоа е прва работа, втора работа, српските серии тука може да се продадат. Зашто ние, не, Србија, знаеш, и добри се, не викам дека се лаш, а наша серија таму не може да се продаде. Тоа е некако останато уште од СФРЈ, така некако српските серии поминуваат секаде, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Црна Гора, Македонија. Добри, затоа и ангажираат актери од сите земји од поранешната СФРЈ. Па да, сега се враќа тоа малку. Као, например, завчера, кога имаше премиера Лет над кукавичето гнездо од Белградско драмско, и они имаат турнеја во сите бивши ЈУ републики. Тоа нешто кажува. Значи, тие играат, земаат познати актери, за да бидат мамет за публиката, како некој пак соединување, како пак за да бидеме заедно, зашто некако така тоа го видов. Значи, тој пазар мора да постои, и така и обстојува. Таму има и политика, таму има малку политика на некаква доминација регионална на една земја која се обидува тоа да го направи на различни начини, па меѓу другото и преку политиката, не знам, веројатно забележувате и вие дека во последно време ептен голем пријател ни е Србија, поготово од како на шала велим да се кандидира сега Вучич во Македонија, ќе победи избори. Па да, тоа е дел од политиката и мислам и е легитимно средство. Да, ништо не е случајно. Подобро некој да сака да те окупира со серии него со оружје. Да. Барем со таква масовна култура. Јас ви благодарам многу за гостувањето, ви посакувам голем успех на Снежана, на крајот умира, преполни кино сали и се разбира ново дело, ново филмско или тука Кристијан е на потек. Серија, да. Следно сценарио, се крчкали, така малку да го притиснеме, да признае, а јас се 5 години еден филм. Јас за улога се местам сега. Да. Има ли ново сценарио? Па ќе има веројатно до пролет. Веќе до пролет. Да. Исто комедија, нека повторно така? Па ќе мислам на црно да удиреме на плачење нешто. Ќе биде малку посериозно. Мислам, не можам ја да напишам нешто што е или не сакам, не знам, некој мрак нема да биде класи. Како што и е овој филм, кој што не е небесна комедија од типот водвил, туку едноставно е нешто едно друго ниво. Да, веројатно ќе има сличен тон како ова, меѓутоа приказната е сосема различна. Има место за Сашко Коцев во актерската екипа? Кастинг. Секојаш има место за Сашко Коцев, ама да. Кастинг е добра работа, пошто е фер, секојаш е фер.
Добро, ние Сашко еднаш годишно во утринската програма на Телма, минатата година вети дека ќе готви, сега ќе го пуштиме повторно без да сготви нешто, бидејќи ви Сашко е право чудо, затоа што е единствен селебрити во земјава од сите професии надвор од политиката. Само политичарите не се селебрити, он некако успева да биде селебрити со глума, со стендап, со такви работи. Тој просто неверојатно. Но како вели во еден стендап, кога ќе ме сопрат на улица, ми викаат, кажи некој виц. Не ти викаат ќе пуклени нуклеарка, нели? Или дај, може ли вработување негде? Не, виц не ми кажале виц, пошто не сум кажал вицеви, некако нема, него мене ми е интересно на улица кога ме сретнуваат, кога ми викаат, слушај ти кажа, глумец. Абе тие го гледаш иначе дека една година шахтата не е направена. Само дека ама викам дечко, ја не сум од урбанизам, ја нешто околу театар. Секој има потреба некаква мака да ти каже. Тоа значи дека или нема комуникација таму кај што треба да стигне, или не знае како да стигне до таму, или не разбирам зошто луѓето тоа. Ме бават со урбанизам, со општествени аномалии, со не знам што. Добро, за следното гостување можеби веќе на пролет, како најава за новиот филм на Кристијан Ристевски, кое јадење ќе го готвиме? Што ти е омилен рецепт кој дома го подготвуваш во 10 години изминати брак? Што подготвувам? Имам јас, секој ви кажам, јас тоа што ќе го направам дома, го јадете сега и никогаш повеќе. Зошто? Не готвам ја по рецепти. Отвораш фрижидерот и тоа сега импровизација, што ќе ти налета. Така да знаете дека ја во моментот ќе има изненадување, тука што ќе имате намирници. Вака да ви кажам, тоа ќе го зготвам по тој рецепт, толку се става ова, толку се става, но тоа нема. Трети улогите така што не ги прави. На улогите профи. Дојдам, нема текст, пушти ми ти камера мене, ја ќе го направам филмот. Еве, уште еднаш благодарам и многу успех со овој филм и да ве видиме повторно. Добре дојдени сте во студиото. Телма е секогаш со задоволство големо медиумски покровител на сите убави проекти. Фала на поканата.